Добар ден, Михаела Димовска, Канал 5 телевизија. Господине Заев, повикувате на обединување, еве гледаме дека го очекувате, но што доколку го нема? Ќе можете ли да продолжите на патот кон Европската унија, Отворен Балкан и слично, се што ставате на контото на Македонија? Добро, вака. Селата и градовите, вклучително и градот Скопје, од цела наша земја, не може да влечат назад преку своите први луѓе, а владата да води напред. Еве низ примерот на Скопје. Скопје ни е се, ама баш се, што ни е и Северна Македонија. Јас можам, а и влада, предводена од мене, да го чувам, негувам и унапредувам концептот едно и еднакво општество за сите, да обединувам. Ако Скопје не даде поддршка на спротивното од тоа, на тие што се националисти, што разединуват, па макар колку сака да се скриени позади наводно независна кандидатка, па макар колку сака да се замаскирани позади коалиции со единствена цел – власт, моќ и пари. Јас можам, а и влада, предводена од мене, да успеваме во интеграцијските процеси, ако скопјани, каде што е најинформираниот и најупатениот наш народ, не дадат поддршка со мнозинство гласови на тие кои веднаш ќе нас карат со Грција, Бугарија, со Албанија, со Србија, со Косово и со остатокот од светот. Јас можам, а и влада предводена од мене, да продолжи да го помага развојот на Скопје преку нови паркови, мостови, булевари, забавни паркови, прочистителни станици, инвертори. Ако скопјани во мнозинство не дадат поддршка на тие што ќе прават нов кичерај, споменици, шмизли, златни огради и слично. Народот на 31. октомври ќе одлучи дали е за да продолжиме по патот напред или ќе се враќаме во минатото, кое добро го знаеме. И тоа минатото и на локално, но и на централно ниво. Народот на 31. октомври ќе одлучи дали е за слобода, демократија, интеграција и дома и во Европската унија, или е за молк, режим и нови поделби дома и кавги со соседите и светот. На 31. октомври народот сушност ќе ја донесе одлуката за се. Целосно, комплетно. Народе мој, демосот во демократијата одлучува. До народот, до секој од вас, до нас, поединечно и персонално, да не се враќаме назад, да се исправиме, да се обединиме и да одиме напред. Борбата не чека. Борба за подобар економски стандард, борба за интеграција во Европската унија, за подобро владење на правото, за повисоки плати и пензии, за повеќе среќа дома, а не нови кавги, поделби и уназадување. Со граѓани мои, одиме напред. Ајде на гласање на 31 за напред, за најдоброто. Благодарам. Премиере, дали ова значи? Ќе ве замолам да се представиме прво, па значи да имаме ред во поставувањето прашања. Мислам дека Михаела има подпрашање, па да го држиме концептот на темата, а после ќе продолжиме со следното прашање. Само не ми одговоривте на прашањето како ќе продолжите доколку еве не се спроведе ова што го очекувате, односно да се обедините со другите партии. Значи, како што реков, прецизно и јасно. Јас и влада предводена од мене не може да продолжи ако градот Скопје и општините урбани и рурални уназадуваат назад. По сите основи. По основите на интеграцијата, по основите на едното општество за сите, по основа на модерната изградба на Скопје, преку булевари, преку улици, преку забавни паркови, зелени површини или преку кичерајот или слично. Не одат едно со друго. Затоа реков на 31. октомври се однесува за се, комплетно, целост. Благодарам. Следно прашање, Матеј, Алфа телевизија. Повелете. Дали премиер на еден начин најавивте дека ако Скопје не го добиете, можно и владата не може да работи повеќе? Барем така би беше одговорот според мене. Јас денеска реков дека јас не можам да водам влада, ниту влада, предводена од мене, да движат во спротивни правци. Нашиот правец е напред. Напред дома, обединување, едно и еднакво општество за сите, владење на правото, борба против криминалот и корупцијата, унапредување на економскиот стандард на граѓаните, ако градот, со тоа што се нуди, од национализам, од поделби, од повторно разединување на меѓуетничките заедници, кичерај и слично, не одат заедно. Исто така, интеграциите.
Интеграциите во Европската Унија не може да продолжат со некој што не употребува С од Северна Македонија како уставно име. Веднаш се кавки. И со Грција, и со Бугарија, а веројатно според своите поставености и карактерни и националистички, и со Албанија, и со Косово, и со Србија, веројатно и со целиот свет. Нашиот народ сака интеграција во Европската Унија. Тоа едно со друго не оди. Или за сите други модернистички, наспроти барокни поставувања на двете опции кои што се нудат пред градот Скопје, а и впрочем пред цела Македонија. Значи, дали ќе има предвремени избори парламентарни ако победи Арсовска? И уште едно прашање. Денеска Горан Милевски директно не ви даде поддршка за вториот круг. Дали може би смета дека калкулира со нешто? Апсолутно, со Горан Милевски и состаноци одржавме и сме координација во текот на изборите, ние сме владени партнери. Слободата и демократијата им даде право, и тоа баш право со право, кога е слобода и демократија и самостојно да настапат, да се здружат еве две партии, имаме поединци од шарена револуција, граѓани независни кои што не стапија, тоа е убавината. Вредностите во кои што веруваме се нешто кое што не држи заедно и ќе не држи. Тие вредности денеска беа афирмирани од сите коалициони партнери. Истовремено, и јас лично мислам дека е понижување према било кој граѓанин кој што дал свој глас, а тој ќе се препознае во повикот на Горан Милевски или на Зоран Заев или на Али Ахмети или на било кој. Гласавте за мене сега, има да гласате за тоа како така. Секој граѓанин има свој интегритет. Секој граѓанин знае што е најдобро, не само за себе, за својата општина, за својата земја. И апсолутно повикот за вредности во кој што веруваме сите е своевиден повик комплетно до сите граѓани да се определат прво онака како што мислат, но и секако да се борат за својата земја, да се борат за својата општина, затоа што 4 години зависи од личностите кои што ги бират, но сега во првиот круг и во вториот круг зависи токму од граѓаните, од никој друг. Господине Заев, дали се Светлана Унковска, ТВ21, дали се договоривте со вашите владини партнери ДУИ и БЕСА, кого ќе поддржите во вториот круг и колку сте сигурен дека БЕСА нема да го направи на ново парламентарно мнозинство на кое се повикува Мицковски, доколку не ја поддржите БЕСА еве во Тетово? Мицковски има проблем да одржи опозиција, не да зима ново парламентарно мнозинство. Ги гледаме ставовите, заради тоа што знаеме и кои се во опозицијата. Значи, прво, на првиот дел од вашето прашање, ќе кажам и со контрапрашање. Што правиме во Долнени? Таму е ДУИ и СДСМ. Или во Чашка? Таму е ДУИ и СДСМ. Во Рачиново е ДУИ и СДСМ. За да извлечам појасен и прецизен одговор. Така кога сме со два кандидати и коалициони партнери, нормално нашите поддржувачи одлучуваат слободно. Прво поддржувачите, рековме и понеделникот, односно недела вечерта, на изјавата дека никој од нас, нашите гласачи, не ги носи во джебот. Ниту нешто има контрола врз нив или слично. Ние може да ги привлечеме со нашите програми, нашите кандидати или слично, и да ги повикаме на основа на вредности. Во вербата во вредности тие што веруваат да дадат поддршка, барајки го секако и нивниот глас. Да, сега ќе ви кажам исто така. Вториот дел е дури и нашите членови. Нашите членови ќе добијат инструкција од 30 членови, активисти на СДСМ. Слободно, по собствено убедување. Во Тетово, во Желино или во соодветни други општини. Нормално ќе добијат задача да гласат за СДСМ во Чашка, во Рачиново и во Долнени, затоа што тоа е СДСМ и нашата коалиција со која што настапуваме. Така да ние на членовите може да дадеме инструкции. Тие што се определиле тука и се наши активисти, во наше име тропат на вратите и викаат комшија, нашата програма е таа, ако може да не поддржите, размислете, гледајте, верувајте во нас и слично. На нашите членови, симпатизерите, нормално сами се определуваат на изборите. Благодарам. Дали имаме друго прашање? Соња, Филма телевизија, поводи Соња. Господине Заев, рековте дека нема да има никаква толеранција за грешки. Предпоставувам дека вие, барем во партијата, ако не јавно, ќе треба да установите каде се направени тие грешки. Верувам дека ќе дојдете и до заклучокот дека и некои кадровски избори ви биле грешка. Можете ли сега да споделите со нас кој беше од овие што ги предложивте за градоначалници и кој немаше добар резултат, кои беа вашите грешки? И дали направивте еве конкретно за Куманова, например, грешка?
Еве, јас ќе ви кажам. Значи, прво, тоа што досега го имаме како согледување, нормално. Следуваат обично после избори анализите длабински, за да ги видиме сите слабости, но едно е анализите ние што ги правиме, друго е тоа што граѓаните и народот ни го кажува. И народот ни кажа прецизно. Прво ни кажа прецизно во многу аспекти, а тоа е, седејќи дома нашите подржувачи, кои што ги гледаме на овие избори, како се со преку 70.000 само во градот Скопје, буквално седнати дома. Или, еве, еден дел од нив поминаа кон независни листи, кон помали политички субјекти во својата понуда или слично, но голем процент, 35.000, пола од тие, 70.000, останаа дома. ВМРО ДПМН има и помалку гласови од лани, има помалку гласови од колку Коце Трајановски што имаше од 2017 година. Ако ги тргнеме гласовите на Алијанса за албанците, кои што ги гледаме, се малку, да, ама ако ги тргнеме нив, и нивниот плафон и нивната можност е токму до тука. Ние ги изгубивме нашите гласови, односно луѓето не ги дадоа на противникот, туку останаа дома. Затоа се обратив кон тој дел од нашиот народ, кон тие граѓани кои што не сакаат да се врати режим, кои што не сакаат повторно да биде молк, кои што не сакаат повторно да има кавги дома и со соседите. Сакаат интеграција. Но седејќи дома, ќе го возможат токму тоа против што се бореле. Како граѓани, не како припадници на групи или на било какви заедници. И затоа адресираме до нив. Едниот дел е, веројатно, недоволната отвореност на нашите кандидати за градоначалници, досегашни градоначалници, недоволната активност по делот на решавањето на и лични проблеми на граѓаните. Важни се проектите, но канализацијата во кисела вода во руралното подрачје не донесе ниту еден глас. Джиновски проект. Веројатно, граѓаните со своите лични потреби не биле доволно ислушани. Дали од Филип, досегашниот градоначалник, или од Заев, некој од централната власт, пораката е јасно испратена. Вториот дел на пораката е дека треба поенергични реформи. Да, платата порасна во просек за 6.300 денари, и минималната и просечна. Но, веројатно, не е доволно. Граѓаните очекуваат многу повеќе. Да, било пандемија, имало референдум, уставни промени, председателски избори, ама граѓаните очекуваат од нас. Наше е да испорачаме. Вториот дел е еден дел на политиките кои што ни се одразија и на крајот народот на еден начин ни ги казнува. Еве, овој случај седејќи дома. Ни вети Европската унија. Ни вети. За тоа што го направивме, а не испорачи. Да, може би Бугарија е вината, но Европската унија беше должна да испорачи. Не им беше на граѓаните лесно да го поминат целиот тој процес, како што не ни беше лесно и на нас, кои што ги донесовме одлуките во владата, парламентот и граѓаните на референдум. Само со таа единствена стратешка наша цел, нашиот сон, Европската унија, за да го продолжиме следниот получекор, така да кажеме. Чекорот од лани направен, одлуката е донесена. Треба само Совет на министри, не треба ни Европски совет да се свика, да закажеме првата меѓувладена конференција. И тука имаме секако грешка, слабост. Од сето тоа учиме, барем сега како сублимат и анализа, и да, не сме сјајни, имаме своји слабости, но сме многу подобри од нашите противници. Со сите своји слабости покажавме дека знаеме да се менуваме. Имаше често пати менување на кадри и во владата, реконструкции, промени на директори, но и во партијата. Никој од нас не сме врзани за функциите партиски или општествени. Народот е важен, државата е важна. И секако, реков, пораката е примена, слушнате гласот, секако за нас е тоа казна и го нареков жол картон и за нас и за нашето членство, за да можеме да бидеме уште подобри во периодот кој што предстои пред нас.